Собранието ги изгласа најновите измени и дополнувања на Законот за извршување кои ги подготви Министерството за правда. Ова е втора измена на законот, а од Министерството нагласуваат дека двете измени се во насока на градење на концепт на правично извршување и заштита на достоинството на граѓаните. Со измените целосно се изземаат од присилно извршување примањата на граѓаните кои се корисници на гарантирана минимална помош, примањата на децата согласно Законот за заштита на децата, како и примањата за социјална сигурност на старите лица, согласно прописите за социјална сигурност на старите лица. Измената на Законот за извршување е одраз на реалната потреба за помош и поддршка на загрозените категории на граѓани, кои се соочуваат со екзистенцијални проблеми. Социјално ранливите групи на лица не по своја вина не се во можност да ги намерат своите долгови, без да им се загрози екзистенцијата, не само личната, туку и на нивните семејства, велат од Министерството. Дополнително со измените се намалува износот на максималната вредност која може да биде задржана, односно се менуваат ограничувањата на извршувањето и тоа 1/3 на 1/5 од плата и пензија за лица приматели на просечна плата и пензија, надомест на трошоци за сместување на лице и надомест за згрижување на згрижувачко семејство, како и за децата корисници на семејна пензија. Примената на законските одредби ќе се однесува и за веќе започнатите извршувања, бидејќи станува збор за поповолен закон за граѓаните.